Агонијата на прилепските наркозависници кои се на метадонска терапија продолжува. Метадонот го нема ниту во болницата, ниту во аптеките, а матичните лекари повеќе не го препишуваат. Згора на се, во Прилеп нема ниту центар за одвикнување од зависности. Најблискиот е во Битола. Очајната мајка на две деца наркозависници, која пред 10 дена овој проблем ексклузивно го отвори пред камерата на Алфа, вели дека периодов ништо не се сменило, освен што во последниве неколку дена починале двајца млади наркозависници од Прилеп, што ја прави уште позагрижена и поочајна. За жал, две починаја, една девојка од 29 години и дечко на 30 години. И страшно, неговата мајка ме побарала пред 2 дена за да разговараме, сака да се придружи и таја колку може да помогне, но вчера разбрав дека незиниот син починал и само последица од што? Да знам, последицата е од кризи на метадонски кризи. Кога слушнав за Весна и за Вуковиќ, ми беше многу жал и се прашувам кој е следното дете, може би едно од моите. Уништена и емотивно и финансиски, оваа мајка срамоти и осудата од околината ги надживеала одамна, бидејќи, како што вели, неиздржливо болен бил пеколот во кој секојдневно живее целото нејзино семејство. Верувајте, огромна е болката пискотниците. Черка ми маваше по железото, ми се чинеше дека ќе го искриви. Можете да замислите колкава болка е таа, колкава криза од метадонот. АЦСКА смета дека индолентниот однос на надлежните бил главната причина што наркозависниците кои решиле да се лекуваат се враќаат повторно на улица, каде метадонот го набавуваат на црно и до 10-кратно поскапо, употребувајќи го според лична проценка. Од тука, откако минатата недела директорот на Прилепската болница Драган Богоевски се прогласи за ненадлежен, таа има и апел до ресорниот министер Венко Филипче. Ве молам, помогнете, да не мора моите деца да ода во Битола да ја зема терапијата. Со тие пари што ги давам јас за пат, да ги дам дома да му купам, пошто едната черка имам и внуче, и то внуче здраво, право, сега оди на школа и ми носи петки, а јас да му кажам нему дека мајка му ја боли желудникот, да оди да ја баци и да ја теши. Инаку, уште во јули годинава, министерот Венко Филипче токму од Прилеп најави отворање на дисперзирани центри за одвикнување од зависности. Меѓутоа, барем засега, ништо одветеното.